Големиот предизборен митинг на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ синоќа во Кочани се одржа на платото во градскиот трговски центар, каде присуствуваа членови и симпатизери на партијата и граѓаните. По представувањето на кандидатите за пратеници од изборната единица број 3, на сограѓаните им се обрати кандидатот за пратеник од Кочани Иван Иванов. На Кочани му треба влада која ќе продолжи со проектите кои се од корист на сите граѓани. Потоа зборуваа Неждет Мустафа од Обединетата партија за еманципација на ромите. Браќа, ниту една политичка партија во Македонија во изминатиот период не го направи тоа што ни го даде ВМРО ДПМНЕ со единствениот министер во светот и во Европа. И Стојан Миланов од Социјалистичката партија на Македонија. Престојните избори се референдумско изјаснување на кој народот и нашата коалиција ќе кажа стоп на мрачните сценарија, избори и победа со која граѓаните ќе се ослободат остегите на кризата, притисоците и политиките на губење на идентитетот на државата. За реализираните проекти за програмата Реално зборуваше носителот на листата во изборната единица број 3 Илија Димовски, кој им порача на граѓаните да направат разлика помеѓу тие што работат и градат и тие што создаваат хаос и ловат во матно. Во време кога Социјалдемократскиот сојуз си одеше од власт во Кочани, секое утро на работа одеа само 6778 ваши сограѓани. Денеска 11.346 ваши сограѓани од Кочани секое утро одат на работа. Значи, во Кочани во овие минати години се отворени 4568 нови работни места. Подршка на коалицијата за подобра Македонија даде Аксел Фишер, представник од партијата ЦДУ од Германија. Последен на митингот зборуваше председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, кој од граѓаните побра голема подршка и освојување на 63 пратенички мандати, за да се добие стабилна и ефикасна влада, која ќе може квалитетно и целосно да ги реализира сите проекти предвидени со програмата Реално на над 500 страници. Драги пријатели, ние во минатите години многу направивме, многу реализиравме и покажавме една огромна разлика помеѓу нас и СДСМ. Практично на некој начин оние изиграа волјата на народот во 92 година, направија влада. И дали некој се сеќава на нешто позитивно да се направило во тоа време? Да се изградила нова фабрика, да се отвореле нови работни места, да се помогнало на земјоделците, да се изграделе нови училишта, нови градинки, да се решеле некои крупни проблеми на граѓаните, како денационализацијата, како дивите градби, легализацијата и така натаму. Се што позитивно и крупно се случи за Македонија и за народот, за граѓаните, за секој обичен човек, е во времето на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Митингот се одржа по мощно студено време со температури под нулата, поради што организаторите на присутните им нудеа топол чај.